Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Во денете 50 минути ќе може проследите нашето телевизиско досие кој го снимивме во Босна и Херцеговина на тема дали Босна и Херцеговина се дели и дали тој можен вирус на прекројки на границите на Балканот повторно ќе трне од овде од Босна и Херцеговина. Емисијата е неуваме од овде, од Бanja Luka, кај што всушност тој вирус на можна поделба на Босна е најсилно присутен. Според политичкиот речник кажано во овој момент Република Српска наликува на нешто што е нешто многу повеќе од Војводина, нешто помалку од Косово во однос на таа сопствена државотворност. Како тука во Бanja Luka го доживува тој процес? Ќе видиме од разговорот со Милорад Додик. Господине Додик, дали сте ве босанец? Не. Како се чувствувате во Босна? Јас сум Србин, држављанин Републике Српske и живеем во Босна и Херцеговина. Која има меѓународни капацитет, али не доживljavam je emotivno, tako da poštujem zakone koje su takvi kakvi jesu. Bosna i Hercegovina je moranje za mnoge, tako i za mene, ali ja poštujem činjenicu da ona ima svoj međunarodni kapacitet. A što se tiče emocija, nemam ljubav prema tome. Kako gledate Indiната na Bosna? Kako bi oslikali, evo, koja boja? Bez boje, ukusa i mirisa. Велите дека кога одите во Сараево се чувствувате како во странство? Па најчешće да, и кад одем тако е. И што е денес Република Српска, кој би можел фигуративно да се изразам нешто повеќе од Војводина, нешто помалку од Косово? Нема то везе с Војводина. Еден вид на држава во држава, тоа сте вие. Mi imamo značajne ingerencije države. Освен војска, вие без малку ги имате сите ингеренции. Они су на крај едно валута, ако воведете, не знам, код Црна Гора, кој беше во Стара Југославија, тие воведо евро, например. Вие имате се уште заедничка босанска валута. Pa jeste zajednička i to je dio jednog nametanja međunarodne zajednice koja je čak i proglasila tu valutu, to nije bio dogovor, kao što je zastava koju ima Bosna i Hercegovina nametnuta od strane visokog predstavnika, ali nije bilo dogovora o tome kako treba da izgleda zastava. Pa ni za registrациите на автомобилите не можете да се договорите. Едва и 10 букви кои се заеднички во крилицата и латиницата ги избравте, па ги направивте тие регистарски таблички. Денес човек кој шета низ Босна не знае кој од кој град е, например. Кога дојдете во Скопје, ви имате регистрација СК, кога дојдете во Бanja Luka може да видите од 1000. Да, кога дојдете во Скопје, Тетово, там добиете камену шајбу. Овде бар не морате среб да ćete добити камену шајбу. По-добро си степавте многу. Господине премиере, 200.000 луѓе изгина. Ја мислам дека вие се опаметивте. Ja mislim da je to dobro rešenje sa zajedničkim slovom koje je latinično, ćirilično i 6 brojeva okolo. Apsolutno dobro rešenje, jer se ljudi osjećaju komotnije kad putuju. I ne mislim da je to loše rešenje. Господине Тихи, дали Босна и Херцеговина ваква каква што е сега, еден вид инвалид држава која има многу неизвестна иднина? Bosna i Hercegovina sigurno ima dobru budućnost. S tim što je neophodno da se izvrše određene promjene u ustavnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine kako bi ona bila efikasnija i funkcionalnija država. Дали бошњаците може да сварат дека постои Република Српска, дали може да се соочат и да живеат со тоа, дека постои една држава Република Српска која безмалку функционира како вистинска држава, освен од делот на паричната единица, на војската и на меѓународната политика? Vidite, mi sigurno ne možemo nikada prihvatiti da Republika Srpska bude država. Ne možemo nikada prihvatiti da ima ingerencije i ovlaštenja koje imaju države u svijetu. Се наоѓаме во седиштето на ХДЗ во Мостар. Од пред 2 месеци постои хрватски предлог за преуредување на Босна и Херцеговина, бидејќи очигледно дека се хрватите незадоволни од сопствениот статус во оваа држава и смета дека Босна треба да биде поделена на 4 етнитети плюс градот Сараево. Многу на тоа го смета дека на некој начин возобновување на таа Херцег Босна, кој ќе биде хрватски идентитет со седиште во Мостар. Многу смета дека ако не биде прифатен овој хрватски предлог, тога самата босанска држава ќе го трасира сопствениот пат, можеби кон сопствено пропаѓање. Дали хрватите се задоволни, господине Чович, во Босна? Ја им чувство дека хрватите се можеби најмалку задоволни, бидејќи најмалку и добија после тој Дејтонски мировен договор, бидејќи реално хрватски излезе како земја која најмалку доби после Дејтон 95 година. Муслиманите добија еден дел на федерацијата, поголем, Србите добија Република Српска која е безмалку држава. Вие на некој начин ја изгубивте Херцег Босна и безмалку не добивте ништо. Pa evo, vi ste kazali ono što ja mislim, pa ću ja samo to potvrditi. Znači, Ustav Bosne i Hercegovine koji mi danas crpimo iz aneksa 4 Daytona, apsolutno nije jednakopravan za 3 naroda u Bosni i Hercegovini, 3 konstitutivna naroda.
odnosno Hrvati se ne mogu osjećati ustavno jednakopravni u Bosni i Hercegovini. Prije svega to su 3 konstitutivna naroda, a 2 entiteta, evo sama poruka za sebe. Ako iščitavate ustave Federacije, odnosno Republike Srpske, jasno ćete shvatiti da u jednom, odnosno drugom entitetu Hrvati su ustavno građani drugog, odnosno trećeg reda. Политичките шпекулации на Балканот од тавчето на можноста фрлат одредена конструкција, која оди отприлика вака, дека Република Српска е била одредена компензација за Србија за губење на тој поголем дел на Косово. Во рамки на Србија би влегол и Северно Косово и на тој начин всушност би се заокружило тоа српско прашање на Балканот за возврат босанците, односно муслиманското раководство би можело да го добие делот на Санџак. Целата таа конструкција подоцна оди кон Република Македонија, меѓутоа тоа е сосема една друга тема. Што за тоа сметат во Бања Лука? Пред 2 години играа Босна и Република Србија. Фудбал. За кого се навиваше во Бања Лука? Исклучиво за Србија. И добро, кој има поголема веројатност Србија да стане светски шампион во фудбал или Босна да опстои во наредните 50 години кој држава? Мислам да ќе прие Србија после светски шампион. Дали денес Босна клинички мртва на некој начин, кој би можел филмски да се изразам енглески пациент, кој само меѓународната заедница со одредено цевка ставена во уста и одржава во живот? Ja nisam ljekar, niti znam to što priča, ali politički gledano država je Evropska unija i međunarodna zajednica, to je tačno. Дали сте во моментот најмоќен политичар во Босна и вела дека днината на Босна зависи од господинот Додик? Da zavisi od mene, već bi bilo riješeno. Kako bi bila rešena? Ali to nije tačno da zavisi od mene i naravno da u tom pogledu postoje važni institucije i ljudi, nažalost ne samo u Bosni i Hercegovini, nego van Bosni i Hercegovini. Кога еден ден би зависело од вас? Кога еден ден таа позиција дека се најмоќен политичар би можеле да ја материализирате и днината на Босна би зависело од вас? Како би ја дефинирале Босна? Ovdje svi personifikuje problem, on nije personalan. Visoki predstavnik je ovdje skinuo 150 ljudi zato što nisi mislio kako on očekivao da misle. Prema tome mogu ti veliki igrači svijeta da skinu još 150 ljudi, ali ostaće isti problem. Isti problem je nema hemije u Bosni i Hercegovini koja može da spoji to. Znači nema ljubav? Ljubavi nema. Tamo kaže nema ljubav, ima bilo je ranije razvod, ljubav, zato je bio ta ljubav koja je stvarana ili nametana u ranijem sistemu, dovela je do brakorazvodne parnice koja je bila dramatična ovdje. Krvavo dramatična. Da, zato ne treba ljubav, ovdje treba racionalno posmatrati. U Bosna imam različни информации дека се загинати некаде од 100.000 до 220.000 луѓе. Што всушност по вас се случи во Босна? Bosna i Jugoslavija malo. I postavlja se logično pitanje kako može da ne funkcioniše nešto veliko, a da može da funkcioniše malo. Ali ja govorim o političkim činjenicama. Има ли информација, господине Додик, информација точно за колку луѓе станува збор? Вие знаете, не е седно кога ќе спомнете 80-90 илјади, колку тоа звучи парадоксално кога ќе спомнете 300-320 илјади. Da, naravno, ja hoću da kažem upravo taj apsurd. Dakle, ne naši podaci, nego Bošnjački institut iz Sarajeva je utvrdio da je to 96.000. Ogroman broj. Što je golem broj vas je slučaju? Naravno, od toga je 28.000 Srba. Nisu se Srbi sami pobili ovdje. Znači nikada 1/3. Nije ih pobila ni nevladne organizacije. U nekom ratu su oni izginuli. Ali i dalje se zadržao, recimo kada je bilo hapšenje Karadžića, gledam CNN, izlađe onaj Holbrook koji priča o tome kako je Karadžić vođa oni koji su pobili 300.000 Bošnjaka, bez obzira što imate sad egzaktne podatke o tome, da je 1/3 Srba u tom ukupnom broju poginulih u Bosni i Hercegovini poginula u tom ratu. Што значи дека загина отприлика тој процент на Србија колку што учествува процентално и во составот на население на Босна и Херцеговина пред војната. Tačno. I negde možda neki procenat više Bošnjaka je izginulo od strukture u stanovništvu. Денес кога велите дека се отвори духот на Дејтонскиот споразум. Ali Bošnjaci su ratovali i sa Srbima i sa Hrvatima. Господине Радојчиć, кој е главен град на вашата држава? Bosna i Hercegovina glavni grad je Sarajevo. A u Republici Srpskoj mi imamo jedan formalni problem. Znači i kod nas u Ustavu Republike Srpske još uvijek stoji da je glavni grad Sarajevo. To je Ustav koji je pisan 1992. godine, ratne godine, kada je veći dio Sarajeva bio u Republici Srpskoj. A kada vие се чувствувате дома, во Сараево или во Белград? Sarajevo je glavni grad u Beogradu. Beograd je glavni grad susjedne zemlje sa kojim imamo jako dobre odnose. I dobro ko bi igrale fudbal Bosna i Srbija, za koga bi navijale? Ovdje se daleko više prati reprezentacija Srbije. Што е за вас Босна во овој момент? Одредено место кај што сте на некој начин можеби само привремено или одредена држава во која би сакале да инвестирате и да живеете во наредните 100 години? Bosna je realnost i rezultat tragičnog rata koji je bio na ovom prostoru od 1992. do 1995. godine
I kao kompromis je postignut Dejtonski mirovni sporazum u kome niko nije dobio maksimalne ciljeve. Znači, formirana je prilično komplikovana, složena struktura države. Може ли jedan таков комплициран организам, кој многуми него нарекуваат као одреден политички диносаурус на едно поранешно време, да го издржи тестот на времето? Mora.